Добар ден. Цивил Центар за слобода во рамките на 9-дневната стратешка, граѓанска и мултимедијална програма по повод неделата на човековите права, насловена како Одбрана на демократијата, хоризонти на слободата, која е поддржана од Сојузното министерство за надворешни работи на Сојузна република Германија и реализирана во соработка со партнерите во иницијативата за глобална одбрана на демократијата и Алијансата Вестминстер за Украина, меѓу кои Медиа диалог, Youth for Media, New European People's Forum од Германија, Асоцијата Жан Моне Франција и Centro Studio Internazionale од Италија, има особена чест денеска да ги поздрави учесниците на тркалезната маса Демократска отпорност, стратегии и споделени решенија. Оваа тркалезна маса ги здружува експертите и практичарите за да ги проценат демократските ранливости откриени во последните години и да идентификуваат практични мерки за зајакнување на институционалноста, граѓанската и општествената отпорност. Денеска ќе ги споредиме националните и регионалните искуства, научените лекции и ненаучените се разбира и ќе ги истакнеме приоритетните чекори за градење покоординирани и потврсти демократски одбранбена архитектура. Да напоменам само дека сесијата ќе биде снимана и ќе биде емитувана како дел од програмата Defending Democracy Horizon of Freedom. Да ги поздравам гостите, прво Љуан и Мери, Зоран Иванов и Джелал Хоџиќ. Предлагам да почнеме со темите кои ни се зададени во рамките на оваа тркалезна маса. Еве за почеток да започнеме со проценка на состојбата на демократијата и човековите права во земјата и регионот. Кои се авторитарни тенденции, хибридни закани и медиумската ситуација се разбира. Повелете кој ќе се пријави прв за... Ќе почнеш или не почнеш? Ајде по годините. По години. Сосема кратко. По искуство, пардон. Да, сосема кратко колку да отвориме темата. И ќе бидам многу директен за почеток. Во услови на еден ваков, сега ќе речем европски амбиент, во услови на војна во Европа, ова со агресијата руска врз Украина, она што во јавноста катадневно излегува како информации, како вести околу договорот за мир, се шират многу негативни бранови на една целосна несигурност во регионот, како цунами некое. И во еден таков амбиент малку е тешко како тема да зборуваме за демократија, за човекови права и така натаму. Ќе допрам само неколку точки. Да, имено. Прем чувствителни стануваме на темата слобода и на темата безбедност. Значи, јас не знам граѓанин, не можам да сретнам еве овде во Скопје, што се чувствува сигурен наспроти информациите, вестите кои секојдневно доаѓаат, како од боиштата, така од дипломатската активност меѓународна, така и од овдешните балкански состојби, од невралгичните точки, како што се релацијата, не знам, Приштина-Белград, не знам, ситуацијата во Босна, не знам, овде кај нас темите бегалци во последно време и така натаму. Значи, се е страв до страв. Во едни такви околности тешко е да зборуваме за теми што ги посакуваме, цивилизацијски теми на 21. век, слобода и така натаму. После изборите и доаѓањето на Трамп во Америка, таа стигма, таа ксенофобија, мислам дека станува уште поизразена. Европските вредности, гледам и Европа како се однесува не единствена по однос на тие теми, имаме еден Орбан, имаме некој Фицо таму, значи има такви изливи. Од друга страна, имено, дури денеска еве го читам подпредседателот, ово е синот на Трамп, некаде, не знам, на Саудиска Арабија имал некој излагање, некоја тема, каде што се заканува практично по безбедноста на Европа, на една Европа која е во НАТО, на едно НАТО кое вака гледано не е цело, нели, без Америка. И пораките, ќе се вратам и на Македонија, и пораките кога доаѓаат од Вашингтон дека Америка нема да биде банковната книжка на Европа, дека ќе се повлече и ќе остави Украина да виси, нели, да ја препушти на Европа. Јас се плашам од едни три сценарија. Ова на почетокот само глобално сакам да кажам дека
Има 3 варијанти сега да се реши ова со Украина. Ако не се реши овој период, тоа ќе остане замрзнат конфликт и тоа ќе биде една траума децениска овде, не на Балканот, него во цела Европа. Ќе имате еден отворен конфликт и тоа не е Кипар, па нешто Турција и Грција малку се скарале, ама тука е Америка и Европа да го тоа изменаџираат, па ќе опикнеме Кипар каков таков пола во Европска унија. Ова веќе е една дисторзија на глобално ниво, што мислам дека нас сиромашните, поготоа и победните овде на Балканот, и помалите и понемоćните многу ќе не погоди. Јас слушам заменик генералната секретарка на НАТО Шеќеринска вчера на интервју, вика со тие 5% или колку таму 3,5% ќе одат за одбрана, 1,5% нашата индустрија и така натаму. Нема да важат тие параметри воопшто во едни такви околности, но сега јас да не ширам страв, јас сум сепак оптимист дека прво мора да се најде решение за Украина, мора да го најдат големите сили решение за Украина. Мислам дека на два колосека играат и на двата се погрешни според моето субјективно мислење. Британија, Франција и Германија визави Америка. Таа работа не оди така, никогаш Европа без Америка ништо не направила и сите ветувања на Украина што сега и се даваат, мислам дека таа е стара европска мимикрија, дека не секирайте, ние сме ти тераја војната. Не оди тоа така, значи нешто мора да се направи. Мислам дека ќе биде лоша варијанта за Европа и за сите нас, ако Украина се реши кога тогаш, дали утре или по 6 месеци или по една година, ако го земат моделот 3 се познати, јас нешто не одам напишував на таа тема, една куса анализа, ако се реши по примерот на Косово, тоа ќе биде најлошата варијанта за Украина и воопшто за Европа. Втората варијанта би била примерот на Босна. Тоа би било можеби добро решение. Тоа не е решение ни во Босна. Државата да остане унитарна, па внатре со помош на меѓународна заедница да се менаџираат тие човекови права, демократија и така натаму еднаквост. Во таа смисла и најлошиот конфликт за сите реков на почетокот, ако конфликтот замрзне по примерот на Кипар. Јас овие ги земам само како репери за размислување и за дискусија. Трет модел не е познат до сега, барем јас не го знам, за решавање на вакви кризи, или да се замрзнат, или да се заштити границата по принципот да ги заштитиме Обединените нации, или на крај да се одвои парчето и да отиде таму каде што Руската дума има нели гласано нешто, но има гласано и Киевската дума. Од тој аспект не сум многу оптимист дека тој амбиент на страв брзо ќе исчезне. Може би подоцна нешто за улогата на интелектуалците и медиумите на оваа тема. Повелете, Джејан, Луан. Благодарам. Прво благодарам на поканата. Ми е задоволство да сум дел од овој панел со двајцата одлични соговорници. Околу демократскиот капацитет на нашата држава, Северна Македонија, јас би се реферирал највеќе на последниот европски извештај за напредокот на Република Северна Македонија, кој е доста негативен и најлош извештај после оној од 2015 каде што добивме со други зборови една диагноза дека тогаш Република Македонија е заробена држава. Значи, ние флуктуираме од таа транзиција уште никако да заврши, да станеме вистински демократска држава, во смисол ние сме генерално демократска држава, но не со одредени пропусти внатре, како што е нели транспарентноста на делумно слободна и така натаму. Јас познато е нели дека развојот и иднината на Република Северна Македонија гледам во Европската унија и сметам дека тој извештај е многу релевантен и дека е направен врз основа на реални параметри. Во него се наведува дека Република Северна Македонија стагнира во својот развој. Развојот се однесува и на демократскиот развој и на економскиот развој. И постојат полиња каде што е прецизирано дека Република Северна Македонија во изминатата година покажала дури и уназадување. Во реформите. Во реформите и оној степен постигнат кој бил претходно ажуриран во претходниот извештај.
самиот момент дека на нас ни се одзема перспективата на европската интеграција, нашата држава влегува во една криза затоа што ние без знаењето кое го има Европска унија, без ресурсите кои ни доаѓаат од таму, без патоказот и како оној лайф коуч кога води некого низ животот, тоа е за нас Европската унија. Без тој тренер ние едноставно немаме капацитети да она што се вели да излеземе на вистинскиот пат. Јас овдека би кажал дека нас ни е потребно, значи, и нивното знаење, и нивните ресурси, дополнително нашата економија вака затворена, недоволно отворена, појавува одредени девијации. Сведоци сме дека аналитичарите во оваа година и пол покажуваат дека олигархијата која заработува страшно многу големи пари, може би има и интерес Македонија да остане затворена, додека они заработуваат огромни средства, но на среден и на долг рок тоа значи дека малите и средните предпријатија кои се главниот рбет на растот економски ќе претрпат големи последици. И на сето ова можеме да додадеме една нова популистичка власт која нели сега наследи држава која е во НАТО, но и го стопира својот европски пат со одредени наративи популистички кои пукаат од ден во ден. Првиот наратив беше никогаш северна и тој пукна после неколку месеци кога видовме дека сепак и председателката и премиерот и министрите на меѓународните форуми и заседанија и дебати и појавувања сепак го користат уставното име. Вториот балон кој пукна е дека кога во Бугарија ќе дојде некоја редовна влада која ќе трае подолго време, ќе седнеме и ќе направиме нов договор со Бугарија кој ќе ни го откочи патот, иако беше јасно кажано дека ние веќе со Бугарија немаме ништо, туку имаме со Европската унија, се гледа дека во тој популистички нереален наратив власта сака да прашањето кое го имаме на патот кон Европска унија дополнително повторно го билатерализира. И третиот момент кој за жал уште не пукнат балони, јас од неговото пукање највеќе се плашам, а тоа е она предизборна мантра Македонија повторно твоја, или со други зборови Македонија на македонците. Момент каде што кога ќе пукнат, веќе се пукнат овие два балона и во недостаток на европска перспектива и борба за подобар стандард на граѓаните и подобри демократски вредности и состојби, се плашам дека ние можеме да дојдеме поради тој популизам во една состојба каде што од внатре ќе се нарушат меѓуетничките односи во двата концепта, односно реалноста дека Република Северна Македонија е држава на сите нејзини граѓани и обидот да се дефокусира проблемот со развојот на државата со нови меѓуетнички тензии. Така да во услови на ваква сиромаштија. Во услови на ваква сиромаштија и заканите кои вие претходно одлично ги елабориравте, неизвестноста која ја гледаме со Украина, ова што се случува во Газа, тензиите во регионот не само во Македонија, туку и во Босна, и во Црна Гора, и во Косово, така да изложеноста на хибридни закани од изложеноста на хибридни закани, така да влијанија во овој момент можам да кажам дека да ремизирам во една реченица дека ние имаме власт која ја изолира Република Северна Македонија од демократскиот и економски развиен свет. И тоа на вака мала држава не може да остане без последици. А дали мислите и ти, Джелјо, и за останатите исто дали препознавате во ова, особено во последново што го кажа и како да кажа, и авторитарни тенденции? Па кога го спречуваш патот на Македонија кон Европската унија, каде што нели демократијата е предуслов.
и ја изолираш од демократскиот развиен свет, тогаш останува да се приклониш кон овие држави кои што имаат авторитарни тенденции. Еве регионално гледано, ние регионално фактички кај нас сме партнери во НАТО со Бугарија, со Албанија и со Грција. Во оваа година и пол ќе видите дека ние ги замрзавме односите со Бугарија на еден популистички начин. Предпоставувам дека обидот никогаш Северна само Македонија остави последици на односите со Грција. Не гледаме дека ние сега тој бенефит од Преспанскиот договор и стратешкото партнерство со Грција го користиме. Со Албанија премиерите се гледаат на одредени самити, но немате официјални меѓудржавни посети во овие години и пол. И вие сваќате дека Република Северна Македонија во овој момент има одлични односи со две држави, а тоа е Србија и Косово. Ниту Србија, ниту Косово не збориме за опкружувањето првично. Се членки ни во Европска унија, ни во НАТО. И тоа само по себе покажува за авторитарните тенденции. Втората тенденција е таа што на сите фанфари ние гледавме власта како се фали со стратешкото партнерство со Орбан, а Орбан е единствениот лидер од Европа кој му иде на нозе на Путин во време кога ја прави најголемата агресија не само врз Украина, туку нели тоа е војна после толку години и толку време на тлото на Европа. Потоа се фалат со кредитот од милиарда евра за кој ја претпоставувам дека никој во просторијата не знае како е потрошен. А читавме од релевантни медии дека во суштина тоа се работи за кинески пари. Така да јасна е тенденцијата дека државата јасно се врти кон авторитарни. Тие пари во пензиски фонд наводно заврши. Али не можеш до крај да им го фатиш. Да. Има и тврдење дека завршил во предизборието. Ете, јас би застанал тука, па во следниот круг сум по исто така да поразговарам. Повели. По мене, како некој активист за човекови права, најголемата опасност што ја гледам во моментот, не само во Македонија, туку во регионот и пошироко во светот, е во уназадувањето на демократските процеси. Ако демократската отпорност ја сваќаме како наша способност да ги одбраниме тие вредности, демократски вредности, дури ако сакам да бидам ироничен и саркастичен, ќе кажам кои вредности, што да одбраниме ние кога, нели, за да одбраниш нешто треба да го имаш. Во нашето обкружување, па и кај нас, сметам дека овие вредности сануваат некои теми за кои ние само сонуваме. Што се случува, да речеме, ако земеме, јас секогаш сум за тоа да ги анализираме и да видиме што ние може да направиме, каде е нашата грешка. Да речеме, ние како поединци бараме отчетност, сакаме да развиеме некоја култура на диалог и да се обидеме да бараме некои одговори од државата за одредени одлуки. Меѓутоа, тоа што не се случува, гледаме дека е само резултат, односно се што, ако ги земеме, не знам, трагедиите што ни се случија, тоа не е само еден инцидент, тоа е некој повторлив шаблон кој не се случува поради институционалната неефикасност и такви институции како И истите грешки не се повторува. Значи тоа е шаблон, повторлив шаблон. Лекциите не се научени. Да. Значи тоа што сакам да кажам дека институционалната нефункционалност по мене е дизајн. Значи ние успеавме на тој начин да ја дизајнираме нашата држава, да тоа биде нашиот дизајн. Сега јас мислам дека дури не се ни криви до толку, не знам, политичарите, кога ние како граѓани дозволивме да имаме такви институции. А нашите институции, јас сега минатата година Нобеловецот што ја доби Нобеловата награда за економија, ја земав да ја препрочитам неговата книга уште еднаш, нели ги деви институциите во инклузивни и екстрактивни. Па таа книга да ја прочитал некој, мислам дека само со чек листа требаше да оди тамо и да видиме дека ние по сите индикатори, по сите параметри имаме екстрактивни институции кои не може да произведат нешто друго освен ова што го имаме. Значи буквално научно докажано дека ние одеме под книга. Значи екстрактивни институции даваат И тоа во негативна насока.
Па, апсолутно. Друго што сакам да кажам дека кај нас ова што разговараме за одредени вредности, за инклузија, кај нас е само декларативна. Било што да земеме да анализираме, било кој документ, сваќаме дека тоа е само декларација, дека ништо не функционира во реалноста. Тоа уште повеќе што ме загрижува мене се немањето, односно манипулирањето со заштитните механизми кои ги имаме ние како граѓани за да се одбраниме и да може да влијаеме на власта. Значи тие заштитни механизми или се на ниво на исмејување и каде што граѓаните не може да ги искористат, или се на ниво на формирање на комисија за нешто тамо и тоа само од одговлекување од темата. Клиентелизмот и партизацијата, тие се клучни за да ги демотивират граѓаните било каква промена да посакува. Дури тоа што ме плаши мене што ние не ни сонуваме сега како граѓани, немаме визија, ние не знаеме кон што одиме. Ние сега сме, ова што го кажа колегите, се плашиме, ние гледаме само да преживееме. Значи само да не дојде војната кај нас, а тоа што тропа насекаде околу нас, тоа што демократските процеси одат во таква насока насекаде околу нас, не загрижува. Ние сега така се дресираме себе си, да имаме што храна на страна за не дај Боже и да се обидеме да преживееме и дека ќе дојдат, мислиме дека ќе дојдат подобри времења. Тие подобри времења нема да дојдат со сигурност ако не се избориме за тие подобри времења и да се доврзам на ова што го кажа нешто што ние имаме како додадена вредност во негативна смисла у злоупотребата на меѓуетничките односи. Значи, тоа што се случува со оваа власт посебно, мене многу ме загрижува за тоа што етничката омраза која ја гледаме во моментот и како се движи, во која насока се движи, по мене тоа не е случајно, него е, како се вика тоа, системски производ. Значи, ако системот така делува, ќе се вратам на книгата, повторно ние ќе го добиеме тоа. Значи, нема бегање. Нема бегање. Така да ме плаши тоа што ние цело време трошиме време како да ги заташкаме работите што не ни одат во прилог, наместо да се бориме со проблемите. Ми смета тоа, односно го луцирам како огромен проблем што Бугарија сега стана новата Грчка и имаме алиби за се во Бугарија и никако да седнеме и да работиме. Многу повеќе трошиме енергија, пари да заташкаме, него да инвестираме да ги решиме проблемите. Само една забелешка, една дилема моја околу излагањето на Луан. Граѓаните, да, точно е дека сме виновни сите, од првиот до последниот наспроти политичарите. Но, Божем, се тргнуваме од една цивилизацијска, па и уставна, ако сакаме, идеја дека политичарите сме ги бирале на функции за да не представуваат нас и да работат така како што е според законите и уставот. Тие го прават спротивното и ние тука сме мирни. Сега да се бориме ние за демократи или прво да се избориме да им го земеме ова просторот на политичарите. Значи, јас имам голема дилема околу тоа. Дали ние имаме моќ, кога сме ја довериле чашата вода на друг да раководи со неа, ние ја немаме веќе. Значи, треба да најдеме пак некоја револуција. Дали шарена или еднобојна, не знам. Јас сум повеќе за еднобојна сега во вакви околности, отколку за таа мека шарена. Малку се шегувам, малку сум сериозен. Фала. Пред да продолжиме, само да подсетам дека и Кристина Костова треба да не се приклучи на тркалезна ваза преку Zoom, очекуваме да се приклучи секој момент, штом ќе вклучиме програма. Да продолжиме, Луан фактички го начна и второто прашање за ранливоста на демократските институции. Токму за тоа избореше. Што е применливо во ситуација? Може една компаративна анализа на регионално ниво кај нас и во регионот. Тоа веќе и Джелјо и Луан го начнавте со вашето излагање. Ако да, пошто не разбрав кој е. Не, викам, Джелјо да продолжи, Луан веќе го начна тоа што и ти го. Окей, фала. Па, значи, повторно ќе кажам, најдобар параметар и агол од кој се гледаат работите се европските извештаи и напредувањето кон
Европската Унија и таа поделбата на продемократски сили во регионот и авторитарни сили се гледа во тоа кој работи на својата домашна задача која ја добил и кој тоа го саботира. Вчера, не знам колку е познато овдека, но во Босна и Херцеговина партијата на Милорад Додик, која е дел од државната власт, сруши 2 закона со кои, ако Босна ги усвоеше, ќе добиеше датум за преговори и ќе почнеше преговори од март со Европската Унија. Едниот се однесува за судскиот систем, вториот исто таму се однесува за и требаше како трета точка да изберат, да се договорат на начин како да се избере преговарачот со Европската Унија. Значи, Джелио, тие се механизмите, или нема да ќе срушиш закон или ќе ги обвинеш соседите. Така е. Важно да не влеземе во Тоа сакам да Европска кажам, меѓуетничките односи, нарушувањето на меѓуетничките односи се служи за потреба да се свртат да се сврти вниманието од вистинските проблеми. Дефокус. Затоа што нели тие политички елити кои не сакаат државите од регионот да бидат во Европската Унија, да можат овие држави да бидат легло на една огромна корупција од невидени размери и секако нели како црни точки каде што нели црните бизниси може да се остваруваат. Но дел од граѓаните можете да ги излажете со популистички наративи, со примитивен национализам, но економијата, фирмите, странските инвестиции не може. Тие се премногу осетливи. Тие бараат првенствено правни држави и фер правила за игра. Второ, тие одма реагираат на било какво нарушување на предвидливата иднина, подобра иднина. Значи, секој капитал си бара предвидлива иднина и надеж за подобро утре, а тоа во нашите рамки е членството во Европската Унија. Во наша перспектива, Република Северна Македонија и тука стои многу лошо, затоа што нашиот јавен долг се приближува да помине над таа бројка од 10 милиарди евра. Тоа е едната димензија. Втората димензија, ако ги споредите минималните плати во регионот, ќе видите дека Република Северна... Не заборави дека сме трета најбрзо растечка. Па да, тоа е во популистичкиот наратив, но затоа пробувам со факти да пробиваме да разбиеме таа реторика. Во минималните плати Црна Гора има најмала минимална плата од 600 евра. Иначе да ве подсетам, Црна Гора стана независна во 2005 година, кога ние сме станале кандидати за Европската Унија и меѓу време стана и членка на НАТО и сега е првата од земјите од регионот најблиску до Европската Унија. Втората минимална плата е во Србија со 550 евра. Босна и Херцеговина, која имаше разорна војна и го има Дејтон, кој е озваничен како нешто што донело мир, но е пречка за развој на државата, има 515 евра, значи со една војна која траеше 4 години. Косово има сега од 1 јануари 500 евра и Албанија да змислува од 1 јануари да има 500 евра минимална плата, зборувам. Во Република Северна Македонија таа дебата е замрзната во четвртата економија по раст во Трета. Да се договорат синдикатите. 395 евра. Джоли, тука само за кратко ќе се вмешам. Вчера прочитав, или завчера, дека представникот на работодавачите Миле не можам Бошков изјави дека работодавачите ќе се сложат за 500 евра. Сега. Ама ќе. Значи, ние касниме и зад Косово, и зад Албанија, и зад Црна Гора. Во почетокот на 90-тите, нели имам и повозрасни тука, ние сме биле многу пред и Бугарија во стандардот, и Албанија, и тоа било неспоредливо. Денеска, значи, касниме сериозно и зад Босна, и зад Албанија, и зад Косово. Втората работа е дека ние веќе почнуваат странскиве фабрики да се заминуваат од државата, затоа што нели реагираат на промената на курсот на
политика. Мене искрено извини се тука пак како што кажа ме плаши тоа што така ноншалантно така па нека си одат. Ќе дојде како Да, рекоа беше изјавата ништо страшно, ништо така? страшно. Но таа изјава на неодговорни политичари популистички нема да им донесе нова плата на отпуштените работници. И второ, нема да допринесе кон развојот на државата. Значи, ние влегуваме во една фаза каде што некој свесно сака да од Република Северна Македонија да ја одземе надежта за подобро утре. Сега, ако некогаш нашите работници иделе на запад, па сега почнаа да идат во Хрватска сезонски работници, а јас сум сведок кога во Европскиот парламент представници од Хрватска не викаа ние сме доаѓале во Македонија да учиме како да го убрзаме нашиот европски пат. Значи, ние може да очекуваме дека до година наши, или во еден краток извесен период, со оваа политика, наши работници ќе идат и во Албанија, и во Косово, и во Црна Гора. Така да, тоа е реалноста која е осудир со популизмот и наративот на примитивен национализам, кој не е во интерес на државата Северна Македонија и дури ако сакате, дури не е во интерес и поединечно и на македонскиот народ, на македонците и на сите други етнички заедници кои живеат тука. Дали мислиш барем во тој дел на популизмот и тие негативни наративи сме понапред од регионот? Види, очигледно е дека очигледно е дека нашиот премиер е во важен дел од талката на она што се нарекува Оска, Скопје, Белград, Будимпешта, така да не би го подценил тој дел тука. Зоран, Да се надоврзам на ова за економските параметри, односно ова што кажа дека дел од компаниите се заминуваат. Ако ги следат економските фактори, окей. Но мене тоа ми една работа што малце ме загрижува повеќе е што повеќето од тие компании кои дојдоа кај нас беа платени од нашата држава во одредено време да дојдат кај нас. Значи со секакви субвенции, со секакви ослободителни, како се вика тоа, околности. Значи тие дојдоа, си зема што има да се земат и си заминаа. Тоа малце повеќе треба да не загрижи од некои такви изјави дека, знаеш, па што ако се заминаа. Од друга страна, да се навратам на твоето прашање во врска со институциите, општа е перцепцијата на граѓаните дека институциите не се чувари на јавниот интерес. И тие ни се некако нужно зло. И понекогаш така се однесуваме. Значи, одиме во институција само затоа што мора да одиме таму, не затоа што таа институција нас ќе не заштити. И кога ги имаш предвид тие перцепции на граѓаните, кога го гледаш однесувањето на политичарите, разбирливо е зашто јас барам од граѓаните малце повеќе проактивност, затоа што мора да ги притиснеме. Политичарите, ако не ги притиснеме, ако не направиме, ако не бараме отчет, ако не бараме цело време да се испотат за тоа што го рекле, да дават некакви одговори, мислам дека без таков притисок ќе дојдеме во ситуација да продолжиме во овој слободен пат што го имаме надолу. Тој притисок јас искрено не го гледам, освен вака во ретки случаи не е масовност нема. Можеме еден личен пример да ви кажам. Значи, во неколку наврати ми се случува да поради мојата функција работа, да се ги мотивирам луѓето, партиципантите на тренинзи, да се изборат за своите права. И таа борба е многу тешка, особено кога им кажуваш на другите дека ти треба тоа да го направиш. И решив сам да се вратам и да го применам тоа што им го викам на другите. И од пред некоја година станав активен борец за човекови права во насока на заштита на човековите права во моето место на живење, тука, значи да гледам во училиштето каде што ми учат децата. И отпорот е неверојатен. Отпорот не е само... Да, ние исто се соочуваме на сите нивоа. Проблемот е што отпорот не е, да речеме, најголем од институциите, но е од своите сограѓани кои ти викаат
тргни се, немој, тоа не е твоја работа. Ја тврдам дека, еве, една тема за која јас сега се борам, е тоа верската индокринација што ни се случува во училиштата. Во училиштата. За тема за која никој не зборува. Тема за која не е популарно да се зборува. И ја решив малце да се позанимавам со тоа, и научно, и, не знам, активистички. Значи, да ги повикам институциите само да ја направат, односно да ја одработат својата работа. Да реагираат. Отпорот е неверојатен. Значи, пишуваш представка до некоја институција, до некоја овие заштитни механизми што се тамо, и од одговорите што ги добиваш, ако ги добиеш, сваќаш дека институцијата не сака да работи и бара, тоа што го кажав и претhodно, начини како да го заташки тоа. Значи, имаш ти јасен индици, јасни показатели, видеоматеријал на кој им го прачаш на институциите и они викаат, во моментот кога ние бевме во тоа и тоа место, немаше такво нешто. Како да се избори со Во таа? моментот сите оператори се зафатени. Така реагираат институциите. Дали сте пробале, ја тоа го спомнав во неколку наврати, во многу институции, кога ќе ги кликнеш на тие црвените броеви заштитни механизми, ерор 402. Значи, не можеш да пријавиш, не можеш... Тоа е нашата ситуација. Се сервисира. Само дополнување за 20 соговорници околу оваа тема, политичарите, граѓаните, институциите. Тоа што посебно загрижува, сме го зборували и друг пат и сме го пишували и го пишуваме, е молкот, ајде да речем, на интелектуалците. Имаме мал милион универзитети, во нив мал милион професори, доктори на науки, наставници од висок ранг. Тие молчат за цела ситуација и вториот столб, бизнисмените, за што зборуваше Джејо, Стопанската комора, дали некој слушнал од некој од банкарите да излезе јавно на телевизија во дебата, не знам, на интервју некој да каже, луѓе, дајте Европска унија, дајте, патот ни е таму. Од осигурителни компании, од банкарски, од тоа што за секое получекорче ќе ти наплата 20 денари, 30 денари за секоја услуга и така натаму. Тоа нешто се обиде гувернерот нов, нешто да нашминка, ама ништо од тоа не стана. Значи, цела Стопанска комора, најголемите компании, најпрофитните компании, банкарите, осигурителни компании, нафтената индустрија и така натаму, молчат за напорот на граѓанскиот сектор, за демократија, за Европска унија и така натаму. Зошто? Затоа што парите им се надвор, становите им се надвор, децата им студираат надвор. Зошто? И тука лово матна. Ова што ти го говореше цело време, многу силно те поддржувам, пак е проблемот, значи, во граѓаните, не можеме да очекуваме ниту од интелектуалците, ниту од политичарите, ниту од бизнисмениве. Овие крупниве, големите, кои од власта најмалку актуелна, затоа што таа е па непосредно врзана со сите овие, плюс со верата, со црквата, како монопол на едно нивно посакувано едноумие верско, партиско и интелект, како сакате. Значи, една дистопија се движи и некако надвиснува. И сега каде е лекот? Во право си, само во граѓаните. Но ете, поединецот не помага. Тебе сега ти треба, извини на ти треба уште неколку околу тебе бодигарди за да тоа да пробиене и да се скрши некоја железна врата. Некој процес за да можеме и ние таму да се пробнеме и да почнеме да галамиме. Не знам дали ме разбираш фигуративно, сакам да кажам дека да, граѓаните, но некој треба нешто. Јас се плашам да не виде тоа во судирите можни што ги спомна околу етничките тензии. Ние ако забележиме вака и меѓу нас, кога се погледнуваме, кога разговараме, во секој од нас, колку ние да сакаме да сме цивилизирани демократи и така натаму, лежи ксенофобија од етничка припадност, од национална припадност, од верска припадност, колку да сакаме да глумиме дека ние сме широки, цивилизирани, дека сите ги сакаме, нели, сите сакаме да не сакаат, не е така, бидејќи нас не меле еден ментален механизам, глобален. Во таа смисла, демократските сили, зашто е темата ова што Драган го покренува, е токму граѓаните, но мојата дилема уште е која е таа сила кај граѓаните, кои се тие фиданки, која е таа младост, која пола ни сисели, ќе може тоа да го направи, да рече, мавнете се сите. Нели, ова се нашите патишта, нема друга перспектива. А дел сме тука, ама нешто со младоста не сме бе.
По мене одговорот на ова лежи во образованието. Иако е не многу непопуларна тема. Да речеме со пријатели од Украина кога разговараме за тоа што може да направиме за во иднина да не ни се случува ова што се случува во Украина, во Газа, во сите овие подрачја. Многу е непопуларно да им кажеш на украинците дека треба да инвестираме во образованието во ситуација како секој ден си бомбардиран. Кога држам обука со пријатели од Украина, викаат мора да ја прекинеме, имаме аларм, сирени сега, узбуна, како се вика, за да се сокриеме, па ќе се вратиме за половина час, саат, зависи колку се заврши. Тие теми се многу непопуларни, меѓутоа сум цврсто убеден дека само во системски решенија е решението за ваквите ситуации. Дај да направиме малце повеќе децата, да не ги тераме, да не ги индокринираме, да не им кажеме како треба, значи наставници во училиште да им кажат верски догми на децата, наместо да ги мотивираат со критичко мислење, ние правиме послушници. И една реченица што сакам да ја повторам, вика за да се израсне дете потребно е цело село. Во Африка ја има многу позната. Кај нас истото, значи ние ги пуштивме децата на системот, мислиме дека ќе ни доведе нашето образование, ќе ги доведе во ниво на кој ние ќе бидеме горди. Меѓутоа, ако го гледаме образованието сега, може само да предпоставиме каква иднина ќе имаме за нашите деца. Јас исто со одличен пример за ова што го зборуваш. Иначе јас сум тој што стално се буни се ако дури на кај деца тато, ама немој ти на родителски да идеш. Или на родителски родителите ми сабде добро деца, кај не иде за тоа, бе. Знаеме сите, ама немој ќе ти го замрзат детето. Пример еден да дадам за ова за национални односи, меѓунационалните односи и образованието кај нас пред неколку години, не се сеќам кој одделение беше ќерката, има да напишат кои националности живеат во општина Аеродром. И на општина на Аеродром на страната си пишуваат тој, и меѓу другото има и албанци. И детево нормално си го пишува тоа. По один час наставничката вика нема албанци. Напишува на нема албанци, јас како ќе кажам. Значи, ова се случува во основно образование. Во урбана општина. Во урбана општина, во основно образование, каде што тука веќе мозокот почнува да регистрира. Направиме Швајцарија на Балканите, изгледа натаму идат работи. Не може да замислиш колку сме креативни во изненаѓањето на оправдување и начини да го направиме и да ги заташкаме работите. Бидејќи сум многу често по училиштата, значи многу ми е симпатично некои од решенијата. Да речеме, концептот за основно образование нуди огромни и добри можности. Меѓу другото, да речеме, кога се промовира инклузивноста, мултиетничноста, пишува дека, не знам, Љуан и Драган играат фудбал. Наставничката... Исо и Симо беше на времето во прво одделение. Наставничката им вика, деца, ајде ова Љуан, да речеме, и Иван, Љуан прешкртнете го, затоа што многу е тешко да го изговара деца што нели, тоа обострано е. Логопед им треба на час. Многу ајде направете, значи Драган и Иван, значи да не биде Љуан тука. Значи иако имаш ти материјали добиени од Бирото за развој, што ги имат поминато сите филтри. Тоа е, извини, тоа е од ретките материјали кои се така спремни, а имаме и обратни материјали што не треба да шкртаат. Да. Така да креативни сме. Еве, шкртање во Зоран, сакаше нешто да кажеш или не се? Тогаш да придеме на... За молкот на богатите и за молкот на интелектуалците. Малкумина има, еве, колку има професори, колумнисти, тука и таму ќе видиш по некој уметник, писател. Комодитетот е невиден страф ли е, комодитет ли е, ја мислам ова првото е повеќе отколку страф. Но тоа е. Кога зборуваш за професор, ми доаѓа сликата од професорски пленум кога се собра и кога им дојде Груевски сите. Генерално, да. Тоа беше сликата на... Морам и на ова да се надоврзам. Ја пред некој ден дадов оставка од еден синдикат, кај што бев председател, затоа што не успеав да ги мотивирам повеќето професори кои се во тој синдикат, а кои доаѓаат и од професорскиот пленум, да ги поддржиме студентите, односно нашите колеги во Србија.
професорите и само во насока да се изборат за својата автономија во универзитетот. Таа точка ми се тргна од дневен ред без да се дискутира. Значи, да се тргне за понатаму да се формира некоја комисија, затоа што тоа може да биде како се вика тоа, толкуване како мешање на натрешните работи. Значи, да бараш ти солидарност, да бараш и тоа во академска заедница. Не е Министерство за надворешни работи па се меша во други држави. Значи, да бараш помеѓу професори, интелектуалци и да ти се тргне тоа, јас у таков синдикат немам место и си дадов оставка и се повлеков од тоа. Таква не е состојбата. Те разбирам, ама види, цела Европа, ако земеш па дури и една Америка која сака таму Белград да гради нешто хотел на местото на некој музеј или шо им е таму. Значи, дојде Макрон, односно, мислам дека не дојде Макрон, него се обрати околу тоа минералот, како им се вика за лесни батерии, што е Србија богата со Вучич договорот. Литиумот, Завчера за во литиум. Белград, литиумот. А германецот дојде па Да. рака да му баци. А ваму студентите да му. И тука нема поддршка европска ни американската за тие демократски движења, за тој тоталитаризам во центарот на Балканот да го срушат. Завчера во сред Белград неколку часовен протест на судии, адвокати, обвинители. Значи во една фела правосудна против централната власт. Немаше реакција во Македонија никаква, можда и во другите региони, во Европа ич. Тие демократски процеси во Србија се оставени да и ќе клекнат. Таму ќе паднат. Имаше во 3 општини као лакму сега избори, Вучич пак таму собра се. Фалсификувал, не фалсификувал, страф име на луѓето и така. Овде кај нас тоа се случува сега. И ние ако молчиме за Србија и за тамошните студенти, во кои има и имаше појави и на национализам и на екстремизам и така натаму, но генерално на тоа движење, тоа нас ке ни се случи. Не може во Македонија да се случи такво движење. Значи нема Ако амбиент. може да се надобрзам. Така Значи што одлична Не сум одлична многу ова. оптимист за демократијата. Јас сум оптимист затоа што се доведени во ситуација да ги крадат изборите и во тие малите места и во овие општините во Србија. Не сум оптимист за кај нас. Не. Таму на избори ќе падне Вучич. Така е, Што кога ќе дојдат кој ќе дојде и како првите нормални избори. Како ќе менаџираат со тие проблеми што ги имаат со Европа, тоа е друга тема. Ма како до нормални избори? Не, поентата е, па сме го поминале ние тоа во 2016. Она што ние сме го гледале за луѓе од Пустец кои доаѓаат во За уши? Не, во станот 40 квадрата со по 50-60 луѓе, тоа е све надградено сега во Србија и во ентитетот Српска во Босна и Херцеговина. Овие три града го потврдија тоа и последните избори од кога Додик беше осуден и му беше одземена функцијата, се одржаа избори за една година, иначе во Босна се догоди на општите избори, за кој ќе биде председател на помалиот ентитет. Се случи луѓе невидена кражба, со тоа што од Србија беа носени луѓе да гласаат таму, дента работеа полициските станици да издаваат лични карти. Резултатот заврши со 10.000 гласа за победникот на многу места не се листата на броеле, Додик. констатирано не се броеле личија, само записници се и правеле. чисто само за да го видите моделот, ако излезноста на нивото на ентитетот е 35%, во местата каде што се правел инженерингот со луѓето од Србија е 90%. 99,9 и 102%. Значи 90%. Сега, ова е втор проблем кој ние го детектираме и господинот Зоран одлично го кажа. Ние во нашите мејнстрим медиуми, ако видите, кај нас не се следат, веќе се тоа колку година и кусур се протести во Србија. Да. Помина. На студентите при тоа. Нашите медиуми од авторитарни лидери, како што е Вучич, Орбан, Путин, прават големи звезди. Тука има Мицкоски. Да. Значи, моментално најпопуларен политичар во Северна Македонија, без разлика на етничката Не Вучич. Вучич. Што е најтрагичен меѓу младите? Тоа покажува дека нашите медиуми, мејнстрим медиуми, Имаат насока.
имаат јасна насока и се дел од овој клан на власт. олигархијата, власта, бизнисмените. И сега тоа може да функционира одреден рок, затоа што и таа олигархија не придонесува толку колку што придонесуваат малите и средни предпријатија кои се гушат у оваа атмосфера. Значи, ова се работи за еден систем регионален кој секаде во регионот пробува да го сопре напредокот на државите од Западен Балкан кон Европската Унија, да преминат во нешто што е нормално однесување и што е цивилизацијско однесување. И јас сега тука сакам да свртам малце овој. Тоа не значи дека до крај пак граѓаните се нецивилизирани и во Северна Македонија, и во Србија, и во Босна, и во Црна. Туку дека постои одредена елита која сака тоа да го сопре и тоа сериозно го наплатува. Так. И тоа исто подразбира дека и западните партнери кои декларативно се поддршка за тој пат имаат направено некои страшни проценки. Како со Вучич, како со Груевски, како со Додик. Јас многу често зборувам за руското негативно влијание, но во Босна добив многу интересен одговор од еден мој пријател и вика: "Давид Жилје, вика, се окей, во право си, но да те подсетам, вика, Вашингтонскиот договор е направен за федерацијата, вика, во Вашингтон. Дејтонскиот договор е Дејтон. Во Америка. Додик, вика, американците го донеса. Вучич, Тадич ја плати цената на погрешната проценка дека овој, вика, не можат социјалдемократите да ги решаваат прашањата, ќе ги решиме ние, Значи, десничари. американците не веруваат во балкански демократи, еве ви тоталитаристи, тие ќе ве научат на Ама ред. при тоа е истата формула како што Груевски ја правеше овде. За пола година, за 6 месеци ќе го решам името и до крај не го реши. Истата приказна е со Косово. Вучич ветуваше дека ќе го реши проблемот и еве, не овој март, септември, не септември, март. И сега сме на истата реторика од Мицковски. Да еве сега у март ќе направи уставни измени, не септември, не изборите се и сега повторно влагаме во еден процес на предвремени избори. Еве јас се кладам овде дека со било кој присутен дека 2026 владата на Мицковски сама ќе распише предвремени избори. Затоа што не иде у економија, немаш приказна во европската интеграција, имаш заладени односи со сите соседи, ништо не мрда кај граѓаните и едини начин да купуваш е тоа, да создаваш криза, да правиш предвремени избори, као што копи-пейст. И тоа е прашање дали знаеш, мислам дека има еден надпревар кој поуспешно тоа ќе го направи. Во овие модели од лажни лични карти до непотребни предвремени избори и нормално заташкување на медиумите во однос на демократските вредности. Уцени, фамилиарни вакви. Онаки ова што го кажа колегата околу институциите во право е 100%. Значи, институциите практично се креатори на стопираните процеси развојни во Македонија, европизација и така натаму. За медиумите, што вели исто, прашајте било кој уредник во дебати, ако одите, кој ќе спомне договорот со Бугарија за добро соседство. Дали го прочитал, дали знае каде е ова проблемот, дали може да покаже на која точка е проблемот. Јас неколку пати го имам читано, има две сомнителни точки околу кои може филозофски да се дебатира што ќе случи, ако случи или дали ќе случи. Се друго е ветер и маго. Ниеден во дебата, ама договорот, вика водителот, му вика на премиерот, ама договорот со Бугарија, нели? И ој да, таму не одиме, нели, идентитет и ова. Место му рече, ајде објаснете како на табла за граѓаниве, кој е проблемот со тој договор. Ама протоколите. Добро да, протоколите се во купчето, во рамката. Ќе видиме со протоколите, што е договорот.
Нели сакаме нов договор. А може да го раскинат, а не го раскинуваат. А може името да го враќат, а не го враќат. Можат референдум да направат, а не прават. Можат устав да сменат, а не менуваат. Значи институциите и кој ги води институциите? Политичарите, така, политиката. Сега тука сме ние граѓаните немоćни. Моето прашање е како до нова револуција? Без еволуција. Но се тешко. Врти сучи, па доаѓаме Таоската, Скопје, Белград, Босна, тука ги вртиме сите, доаѓаме пак до... Види, никој нема откриено топла вода, ова што нас не се случува е веќе видено негде, нормално со одредени домашни контексти, но проблемот е кога ќе се изневерат очекувањата од, да речеме, минатата револуција, шарената револуција, сега недовербата е огромна. Резултатите на локалните избори покажуваат дека првпат во независна Македонија имаме избори каде што повеќе од мнозинството граѓани не излегле да гласаат. Од тие што излегле да гласаат плюс 50.000 неважешки ливчиња. Значи тоа е една огромна бројка. Сега истото се случува и во другите држави. Имаме еден проблем, а тоа мислам дека дури е дел од хибридна приказна на недоверба во процесите кои се случуваат и во борбата за подобро утре. Може би оваа динамика која е многу поголема од, да речеме, децениите наназад, па ги збунува граѓаните. Нормално дека постои одреден јас помеѓу генерацијски јас помеѓу младите и повозрастните и различните приоритети. Се тоа ставено во овој политички контекст и медиумскиот простор таков каков што е, нас не ни останува ништо друго освен инсистирање на факти, обиди за разобличување и директни разговори со граѓаните, со човек на човек, за да може да се создаде еден контекст во кој ние ќе можеме да го зауставиме слободниот пат и да вратиме државата во вистинска нас. Пази, ние реално гледано имаме сега лоша тенденција, ние уште живееме во демокрација, вика соговорникот, значи овдека повеќе се работи за комодитет отколку што се работи за некаков страф. Ние сме имале во искуство во минатото каде што сме имале и политички затвореници во официјално, но овој пат треба да бидеме реални и да кажеме дека такво нешто нема. Туку имаме лоша тенденција, а дека уживаме во демократските бенефити сериозно, тоа е факт. И тука доаѓа, значи, комфорот кој луѓето, граѓаните не ќе да го напуштат. Но знаеш како пожарот треба да се таму кај соседот да се спаси, иначе кога ќе дојде до твојата куќа е касно веќе. Само околу, се извинувам, само кратко околу шарената револуција. Слушам последниве години, нели, дека изневерени очекувања и така натаму, ја стигматизираме до крај. Но да не забораваме, мислам дека забораваме, јас бев незин учесник, ме газеа и бубрези ми вадеа овие желки полицајци, како ги викаја, ме легнаа фино, да ме опаметат. Таа шарена револуција прво сруши режим. Второ, ја внесе државата во НАТО. Тоа што Прибе два пати доаѓаше и два пати го бркавме, нели? И не знаеме да се повикаме на неговото прво и неговото второ доаѓање во Македонија, каде што ни е нацрта шемата, картата како да се демократизира и како институционално да зајакне државата, ние го избркавме и ние ги амнестираме нашите политичари, па дури и со изборите, затоа што Прибе го избркавме. Имаме еден текст негде Прибе за премиер, нели, пред избори. Какви премиери? Прибе да дојде и нема друго, со екипата своја. Но ние ги испуштивме тие шанси. Зашто? Заради криминалците кои можеби имаат банкарски сметки на Белизе или не знам како е, кај ги викаат тие Тенерифе. Се едно.
Нека име со среќа. Време е за нов текст, прибе врати се. Прибе врати и имав наслов за ова е од германската претеничка десничарка, иначе како се викаше, доаѓаше често во Македонија, таја да се врати нешто за уши, еднаш дојде ги фати. Сеедно. Сакам да кажам дека како до нова револуција, како до граѓаните, како граѓаните да од ова сон и летаргија, но тоа е прашање за, како вика, $1.000.000. Ние можеби немаме политички затвореници, тоа што го кажат како што имавме претходно. Имаме ментални. Но меѓутоа мене ме плаши тоа што ние пополека сите стануваме затворени во овој простор, каде што секој или не снима аудио или визуелно не има некаде и некако ние се плашиме од нашата да ја бараме нашата слобода. Овие вредности за кои зборуваме воопшто не се застарени, ниту еднаквост, ниту демократија, ниту човекови права, само барат храброст. Мислам дека се оди на тоа малце да не уплашат, за да немаме храброст да се избориме за тоа што е наша основна функција како граѓани. Да преидеме сега на ова, мислам цело време се при крај сме веќе. Цело време се провлекува српско/руски свет. Добро, ја тука веќе често во од овој агол ја повторувам изјавата на Девид Камерун, кој е поранешен британски премиер и министер за надворешни работи, кој вели дека Србија е прокси на Русија на Западниот Балкан. И тука јасно може да се види дека одредени центри од Србија со свое влијание од Босна, Црна Гора, Косово и Северна Македонија се обидуваат да го спречат патот на овие држави во Европската Унија и во НАТО и предизвикуваат многу тензии. Една од алатките се меѓуетничките односи. Ќе ве потсетам на литиите во Црна Гора. Ќе ве потсетам на влијанието на Додик во Босна и оваа политика која сега оваа влада ја води во Северна Македонија, Банјска во Косово. Значи тоа покажува дека ако го реализирате сето тоа, ако го анализирате сето тоа, покажува јасен момент дека Србија, политичкиот апарат на Србија, не зборувам за сите граѓани и целиот народ, политичкиот апарат на Србија е прокси на Русија на Западен Балкан. Од втор агол, домашен агол, вие ќе видите дека Северна Македонија покрај сите компромиси болни со Грција, Бугарија, сега од внатре си го блокираме европскиот пат. Убаво спомна колегата дека можете да ги видите дебатите кај што се создава една нетрпеливост кон Бугарија без одредена аргументација, туку гледаме тука улогата на мејнстрим медиумите. И сега ние за прв пат сме доведени во ситуација сами од внатре покрај сите договори и компромиси што сме ги направиле, си го блокираме својот пат кон Европската Унија. И спомнав дека имаме замрзнати односи со Бугарија, оладени односи со Грција, со Албанија и Република Северна Македонија во својот наратив многу јасно влезе во она што се нарекува српски свет. Српскиот свет е еден подсвет во рускиот свет и мислам дека успеавме тука да ја објасниме таа инфраструктура негова на Западниот Балкан. Проблемот е што не сум јас за лоши односи со Србија. Проблемот е дека ние во суштина имаме различни стратешки цели како држави. Имено членството на Северна Македонија во Европска Унија е стратешка цел која ние сме се одбрали уште од 1993 година.
во НАТО сме веќе влезени, но е борбата важна да бидеме кредибилна членка внатре. Сега во овој момент ние сме одбрале да и правиме услуга на Србија и да бидеме чип со кој Србија ќе се пазари со Европската Унија за своји цели, односно кога и да дојде на дневен ред нивното приближување кон Европската Унија, они ќе речат еве го ние можеме да ви ги решиме проблемите и во Босна, и во Македонија, и во Црна Гора, и во Косово, и у еден момент По ист рецепт. во еден момент хипотетички кога оваа наша влада би го добила зеленото светло од Србија и од Орбан, истата оваа дебата, истите луѓе на овие телевизии кои сега искачаат и викаат не треба, ќе викаат обратно. Тоа е тоа. Околу, само кратко, и јас ќе завршам околу ова руски свет, не знам, српски свет. Ќе се вратам на темата Македонија, Бугарија, дебатите само сосема кратко. Изместена е тезата во јавноста, диктирана од политиката, прифатена од медиумите, свесно или несвесно, колку не знам. Не е прашањето дали бугарите во устав или не. Цело време, 3 години тоа се води. Дали бугарите устав. Прашањето централно е дали Македонија да ги почне преговорите со Европска Унија или да не ги почне, а не дали бугарите во устав. Значи секундарно е прашањето за бугарите во устав. Прашањето клучно е да ги почне и да не ги почне. Сега, која е цената? Цената е бугарите во устав. Но прво, главната поента е таа, а ние една ксенофобија, бугарите ќе се бугаризираме, не знам, и така натаму. Околу српскиот, рускиот свет, околу тие светови. Да не бидам погрешно разбран дека нешто амнестирам. Секоја амбасада на странска држава од друга држава е сфера на влијание, на политиката и идеологијата на таа држава кон таа држава. Тие влијание од секојаш биле и секојаш ќе ги има. Јас прашањето го лоцирам овде во нашава домицилна средина, колку сме ние, нашите институции, видовме, нашите интелектуалци, чувме нешто, нашите медиуми, нашите граѓани, инертност и така натаму, еден дефетизам. Едно цунами од дефетизам, значи една безперспективност. Од друга страна, некои зад грб си уживаат и си го тераат животот, нели, со деца, за внуци и така натаму. Од таа страна, прашањето е колку нашите институции, колку ние сме моćни. Кога јас неслучајно ги спомнав студентските протести во Белград, со сите мани внатре. Молк беше во Македонија. Сите медиуми молчеа, порталите молчеа, ние молчевме, политичките партии, власта немаше став за тоа и така натаму. Но виновна е и Вашингтон и Брисел за таа работа. Сега Но затоа извини ќе да прекинам. Само завршувам и нема да се вклучам, и кога зборуваме за влијание, директно цело министерство е едно, конституирано со министер, кој го поддржува Вучич и праќа автобуси на негови митинзи, а ние молчиме и нема кој да му каже за твоите студенти, нели, нема кој да ја отвори таа тема, нема кој да наметне таа дебата, и ние што зборуваме? Нашата менгемето, вратата, голема порта со 2 врати за српскиот свет, за рускиот преку српскиот или не знам кој сакате, кинескиот утре ќе дојде, е отворен преку нашата влада, преку една голема капија што се вика Министерство за односи меѓу заедниците, и тоа е јавно, транспарентно, тоа нема криење. Со Така вице-премиер. што нема причина ние српскиот свет не го гледаме, не знам, рускиот свет, тука ти е. На маса во влада, тој влада е, така? Од тој аспект, мислам дека треба да се удри ние медиуми, новинари и така натаму, точно каде е главата на тој српски свет. Пробај негде, боцни во владата и во тоа министерство. Дај да го извадиме од зад бусија тој министер. Дај да направи анализа за тоа што се случува во Србија. Што се случува со српските перспективи за Европа, нели? Сакаме Македонија. Што се случува со Русија, Москва или Брисел или НАТО? Значи, каде ќе оди Србија? Пред со Вучич или без Вучич, се едно. Не можеме да го измркнеме за тие прашања, башка црквата, влијанието и нашата, и српската, и руската, и тоа е тема за широка дебата. Охохо. Да не се повторам, се согласувам со ова што го кажа, само да додадам уште еден елемент. Мене не ме загрижува толку многу рускиот, српскиот свет, така наречен,
Мене повеќе ме загрижува молчењето на овие демократски институции, демократски држави или другиот свет, демократски свет, кој реши, да речеме, одредени влади да ги намалат инвестициите, односно донациите за невладините организации и решија да се укинат цели програми. Значи, се повлекуваат и тие пари одат во војна индустрија. Значи, милиарди и милиарди, значи, се инвестираат во војната индустрија. Мене тоа ме плаши. Кога ги аргументирам моите ставови, да речеме, по некој сум бил финансиран од USAID на некои проекти, викат, еве, они ја видоа грешката и се повлекоа. Значи, дозволија меѓународните организации, демократски институции, да овој свет да ги толкува дека они погрешија, еве се повлекува и реално ние ќе го добиеме тоа што го нуди иранскиот свет, го нуди рускиот свет, го нуди така. Значи, со повлекување на тие средства, практично инсталираат влијание. Други. Нема празен простор. И морам да кажем уште нешто. Мене многу ми е тешко да речеме кога се зборам за Србија, за студентите во Србија, за професорите да се изборат за правда. Мои пријатели таму моментално се по затвори без да имаат обвинување, значи само лежат во затвор. И кога се обидувам да ги објаснам тие работи кај моите сограѓани, колеги, ми викаат дали знаеш какви извици има таму, да речеме националистички, ацо шиптари и така. Јас одам во тие процеси, секогаш кога сум во Србија да ги поддржам моите пријатели. Не се согласувам со тие националистички, ама верувам силно, како албанец, верувам дека тоа е иднината. Значи, Србија мора да се демократизира, дека мора да се тргнат овие влијанија од секаков свет, меѓутоа, без поддршка на овој цивилизираниот свет, што може да дискутираме до кој ниво е толку цивилизиран, меѓутоа работата што ни треба поддршка. Сами оваа борба е многу тешко. Ние вака да разговараме и да зборуваме, сами да се избориме многу тешко. Фала ви многу, мислам дека исцрпивме се за денеска. Жал ми е што Кристина Костова не успеа да се приклучи на Zoom. Ја отворен беше цело време, не се приклучи. Имавме некои во последен момент откажување ради застрениот билтен во земјава, очигледно со доаѓањето на зима, како доаѓа зима, се повеќе се разгорува. Така да ми останува аз да ви се заблагодарам и до некоја друга прилика да продолжиме вака во одбрана демократијата, што сме погласни тоа по во напредување на демократијата. Во напредување и во одбрана веќе. Напредување беше доскоро, се више треба да ја одбраниме. Понекаде и на враќање на демократија. Да. Значи само со гласност. Демократски што беа освоени, па ги изгубив. Ви благодарам на сите уште еднаш. Довидување.